Да дам збор на Христо, мислам дека имаме уште некој гледаш. Добар вечер. Добро вечер. Повелете. Господин Чомовски, имах трпение, ве почекав 5 минути. Би сакал да не ме прекинувате во моето и прашање и констатации некои до вашите гости. Пред се јавувам од Охрид, муслиман со мајчин македонски говорен јазик, вера ислам. Прашање до господинот Тодоровски, професорот, напомена дека македонци муслимани. Ако е то така, онда би требало да се ставеше во преамбулата на Уставот македонци муслимани и македонци православни. Како едно, и со таа констатација тотално во заблуда го однесе ова население, кој што веќе се асимилира во разни основи, разни етнички заедници, за жал. Македонците, кои што вие кажувате како се декларира македонец, тоа е факт дека се мора да бидеме ние православни. И тој ден денеска стои таа констатација и затоа ова население не може понатака да манипулира никој на таа основа. А господинот Бојда, не знам во кое својство е, исламиризирани, тој збор треба да си го оттрни од речникот, затоа што ако биле исламизирани, не се тие исламизирани, него имаме ние верата примена исламска по најсовремената света книга Куран, кој што Куран ги признава и другите свети книги, Библијата, Тевратот и претходните. Да, најдобро ќе му беше на тој господин Бојда да се избореше за ова население и неговите соработници да ги метнеја нашето население, кое што по моје не сум статистичар, некаде 150.000, може би со околните држави што ги кажувате, ги има некаде 200 и нешто, не знам точно. Ова ми личи малце ние и Кина. Дозволете. 1 милиарда и 200, ви благодарам да многу. се избориш. Ви благодарам многу, бевте љубезни. Сега, почитувани гледачи кои следите емисијата Чумо и кои разговараме за статусот на македонците во соседните земји или на грците, бугарите, србите, косовците со грчко државенство на домицилните држави, а се разбира својот идентитет национален го обврзуваат со Македонија. Балбазов Скополос Грција, Јордан Константинов Бугарија, Ефтим Митревски Албанија, Гојко Илиевски Србија, Исмаил Бојда во име на гораните и македонците со муслиманска вероисповест, исламска вероисповест, Георги Христов Бугарија и Сашко Тодоровски МНР. Сега ви предлагам да чуеме искажување на двајца експерти по човекови права, кои на оваа тема околу статусот на малцинствата и статусот решавањето според европските критериуми го имаат следниот став. Секогаш кога размислувате за малцинствата, размислувате како за еден латмус тест на слободата во една општество, вклучувајќи ги нашите соседи. Она што би сакал да го потенцираме дека Македонија на тоа поле нема што да се срами. Стандардите кои Република Македонија на полето на заштитата на правата на припадниците на малцинствата или етничките заедници по променетиот устав, во основа се ги надминуваат стандардите кои се инкорпорирани во меѓународните документи за заштита на овие права, така што мислам дека не само што ги степевме ударите кои доаѓаат од меѓународната заедница, од нашите соседи, туку покажавме каков треба да биде вистинскиот модел и по кој модел треба овие права да се заштитуваат, што сигурно би било, да кажеме, добар знак или добар повод тоа да го направат и земјите во нашето соседство во контекст на македонското малцинство. Меѓутоа, проблемите остануваат, проблемите се натоложени од други прашања кои во основа имаат повеќе политички отколку реално правен карактер. Ако ги анализираме македонците во Канада, тие таму можат слободно да се собираат, да формираат здруженија, да действуваат во тие здруженија, се разбира во некакви културни или само идентификациони цели, но истото тоа не може да се случува во Грција, бидејќи верувале или не, Грција исто така на Балканот,
Така што таа не може да ги одмине овие случувања кои Балканот го дефинира таков каков што е. Во чому разговараме со нашите сограѓани, односно со нашите македонци кои живеат во соседството и кои ги прават големите чекори за остварување на своите мали права кои еден ден би требало да им обезбедат континуитет во својот национален, културен интегритет. Народна волја, гласот на македонците е звучен и јасен. Не има, тука сме, многу сме, 26 години. Да, това е вистина. Ова ви е слоган, наслов или мото на борбата? Това е и мото, зашто не има, тука сме и да знаят сите бугарски национал-шовинисти дека не има и дури уште нешто кое е уште поважно, дека нашата борба која води вестникот Народна волја, со своите ставови има хуманен характер. Зашто хуманен? Зашто ние сакаме сите граѓани на Бугарија да бидат такви како се те чувствуват. Ако се македонци, да се македонци, турци или цигани таму, рустаци и така натаму другите малцинства. Да имат сите право. Секи оня кој го однема това право, тој не е човек. Тој не може да биде човек со знание, со култура, со етика. Малку вас двајцата гостите од Бугарија сакам да прашам, има помалку една абсурдна ситуација во овој момент во релациите. Од една страна 10.000 македонци се го земаат бугарско државенство, што де факто би требало да значи дека се декларираат како бугари, и тоа е адут на официјална Софија. Од друга страна, македонците бугарите тврдат се во мал број во Бугарија. Дали мислите дека таа тенденција во која тимот ви го зголемува, например, на бугарите од Македонија и Љупче Георгиевски, екс-премиерот, е политика на нов курс, на европска асимилација на Македонија? Не, това јас мислам за Љупче Георгиевски, това си е негов став, негови сваќање. Мислам дека наше па дето го зборуват бугарите, дето кажуват ние сме малку и сме шепа лумпини, ние за 2 месеца докажуваме дека не сме лумпини и не сме малку, а сме 6000, за 2 месеца ние собрахме 6000 членови на партијата. За тоа е приток на македонци кои барат граѓанско бугарско или по-конкретно за Љупче Георгиевски. Истото го имаме ние во бугарскиот парламент, имаме македонци с македонско потекло и премиера и други представници. И тука што като Љупче Георгиевски, тоа е въпрос, треба да го поставиме од съвременните социолози, кои дават определение. Това са луѓе, купени роби во услуга на чужди интереси против собствен народ. Това е съвременната европска социолози, това дават определение на такви луѓе. Значи, тие што са наши македонци во бугарски парламент, и Кмета Причкапов, и Тотев од Сандански и други, не представляват нешто, некакви капацитети, те са купени роби. Това е определението на европските социолози, съвременната социологија. Сега, навистина, за обичниот граѓанин на Македонија да земе бугарско државјанство може да се приеме като нормално. Но един премиер, като Љупче Георгиевски, може да се земе дека тој навистина не е работил честно, като честен македонец, а е бил слуга на друга држава.